Добар ден, почитувани, стартува новата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зимата е мачна за родителите, бидејќи децата тогаш кашлаат, им тече носот, се жалат на болно грло. Инфекциите на горните респираторни патишта се меѓу најчестата здравствена тегоба кај децата од сите возрасти. Се проценува дека 50% од педијатриските прегледи се должат токму на акутни респираторни инфекции. Како се лекуваат инфекциите на горните дишни патишта? Како се препознава дали се предизвикани од вирус или бактерија? Во кој случај е потребен антибиотик? За сето ова детално од разговорот со професор доктор Александар Сајковски, педијатар. Започнуваме веднаш по рекламниот блок. Кога треба да се користат антибиотици кај инфекциите на горните дишни патишта кај децата, ќе ни појасни професор доктор Александар Сајковски, педијатар во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Професор, кој е обично виновникот за појавата на горно-респираторните инфекции во детска возраст? Дали се тоа вирусите или бактериите? Па, апсолутно доминантно се вирусни инфекции. Значи, сите епидемиолошки показатели кажуваат дека 90% од инфекциите на горните дишни патишта, па дури на долните, се вирусните инфекции. Тоа е едно поле доста широко. Ние доста, да речем, последниве 60-70 години дискутираме и разговараме за бактеријските инфекции, меѓутоа уште тек сега доаѓа наред, да кажем, на некој начин и вирусните инфекции. Имаат ли различни симптоми инфекциите на горните дишни патишта предизвикани од вируси и од бактерии? Знаете како, генерално земено, многу често, кај децата збориме, многу често тие симптоми може да се испреплетени и да не е јасно, значи и кај вирусните, и кај бактеријските инфекции една од потенцијалните симптоми е висока температура, нели? Болки во грло, оток на лимфни јазли, например. Така да може да има испреплетување, иако кај некои сосема јасни бактеријски инфекции, како што е гнојна ангина, например, сосема е јасно дека се работи за бактеријска инфекција, а не за вирусна. Се меша малку ситуацијата кога беше, као што беше оваа зима сега, кога имавме наплив на дечиња кои што беа со грипот болни, со инфлуенца, и возрастни секако, меѓутоа доминантно деца, амбулантите педијатриски беа фул. Преполни беа. Да, градинките и школите беа полупразни од тие инфекции. Сега тука, заради високите температури кои што знаеа да траат оваа година, зборам за овој период кога беше грипот, знаеа да траат и 4-5 дена доста високи температури, нели тоа беше аларм за родителите углавном да се јавуваат на прегледи. Така да симптомите се релативно слични, затоа што, знаете, имунолошкиот одговор на детето стартно реагира со тој, ние што го велиме, неспецифичен имунолошки одговор, оној вроден имунолошки одговор, кој што брзо, ефикасно реагира, а една од реакциите е и покачување на телесната температура. А доколку температурата е над 38 степени, треба родителите да бидат загрижени? Па, знаете, температурата е класичен, да речем, одбранен механизам. Вака кажано, нели, за да разберат нашите гледачи, температурата е еден од сигналите кои што кога доаѓа на ниво негде на 38,5 е еден од сигналите за активација на имунолошкиот одговор во однос на инфекцијата, без оглед дали е вирусна или бактеријска инфекција, и се врши активација на цела една низа, една цела каскада на хемиски и молекуларни реакции, каде што баш инсистираме кај родителите да не претеруваат со користење на средства за симиње на температура, зборам лекови за симиње на температура, особено не во првите 24 часа. Антипиретици, како што се парацетамол и бупрофен. Постојат добри антипиретици, нели, не е спорно, меѓутоа поентата е да во првите некаде првите 24 сата не се симиња температурата така ниско, затоа што ако е ниска температурата, ако ја симнеме температурата, во тој случај тој одговор имунолошки може да задоцни или да не се јави. И честото користење на антипиретици во почетокот на инфекциите
каде што не дозволуваме да детето качи температура до 38,5, да кажеме тука некаде, едноставно имунолошкиот одговор нема да даде ефект, нема да одговори организмот и ако тоа го правиме често, кога детето има инфекции, во тој случај може да се развие така наречен мрзлив имунолошки систем, така англосаксонската литература го вика lazy immune system. Факт е, во вашата најава вече факт е дека инфекциите и температурата се доминантно, малтене и над 50% причина за доваѓање на родителите во педиатриските амбуланти. Меѓутоа, мора да се свати дека мора да има одредена стрпливост во лекувањето на тие инфекции и употребата на одредени средства за лекување ќе зависи од типот на самата инфекција. Кога родителите ќе се јават со своето дете на педијатар, како утврдувате дали се работи за вирусна или пак бактериска инфекција? Мора ли да се спроведат одредени тестови? Во некои ситуации и не мора да се прават крвни слики, лаборатории, у смисол, нели обично се прави крвна слика и ЦРП, онака рутински се прави. Меѓутоа, во некои случаи навистина нема потреба да се потскаат децата, затоа што е сосема јасна клиничката слика. Лесно може да се диференцира, например, кај децата со вирусни инфекции, обично имаме оној синдром што го викаме на плачна маска, нели, течат солзи, нос тече, бистра е секрецијата од носот најчесто, нема гнојни налепи на грлото, нели. Има повеќе знаци кои што се детерминирани за да можеме да кажеме дека е вирусна инфекција или да кажеме дека е бактериска инфекција. Лабораторијата треба да се спроведе таму каде што е нејасно, релативно нејасно, каде што ни треба логистика од лабораторијата да видиме каква е реакцијата на телото, едноставно да кажем, односно како реагира леукоцитите, нели, нивната формула и така натаму. Но морам да напоменам дека не секогаш, она што исто така би сакал да знаат гледачите, дека не секогаш покачување на ЦРП, особено умерено покачување на ЦРП, значи и бактериска инфекција. Тоа може да се качи и кај одредени вирусни инфекции. Колку треба да биде качено ЦРП-то за да сметате дека станува збор за бактериска инфекција? Знаете, од лабораторија до лабораторија има мали разлики, нели, во мерките. Референтните вредности, така? Во однос на самите вредности, како се изразуваат, меѓутоа ако се тие како е ЦРП-то некаде околу 20, на пример, тоа може да е вирусна инфекција. Ако е веќе 80%, може да се работи за бактериска инфекција. И она што би сугерирал и во тој дел, да речеме, тоа е дека неспецифичните методи за симење на температура, да кажеме како што е туширање, на пример, разоблакање на детето, разладување е многу ефикасно и многу добро. И исто така се гледа исто во нашите амбуланти, еден од најголемите стравови кај родителите е дали заради високата температура дали детето ќе дехидрира. Не, по принцип дехидрацијата од температура не се појавува, као така да кажем. Покачената телесна температура е аларм кај деца во првите 6 месеци. И ако ги видите упатствата кои што се, да речеме, од западноевропските земји, од Соединените американски држави, зборам од, например, од Американската академија по педиатрија, ако детето качи температура во првите 6 месеци, тогаш обавезно мора да се јави на преглед. Веќе над возраст од 6 месеци, дури, нели, се сугерира дека и нема потреба веднашка да се прават никакви лабораториски анализи, него да се сачека 24-48 часа да се види како ќе се развива самата инфекција. Се почесто децата се жалат на болки во грлото. Секогаш било така, не е дека се почесто, но еве можеби периодот по ковидот, бидејќи инфекциите се зачестени, па таков печаток имаме дека децата постојано ги боли грло. Дали болката во грло секогаш е сигнал за стрептококна инфекција? Не, апсолутно не. Не, може да е сигнал за стрептококна инфекција, тоа не е спорно. Но не секогаш болката во грло се јавува и кај вирусни инфекции. Дури има одредени вирусни инфекции кои што даваат и појака и пожестока болка на грлото. Она баш болка при голтење, да кажеме, нели? На приголтење на течност или храна или било што такво. Меѓутоа,
диференцијацијата на самата инфекција треба да биде врзана со преглед од страна на педијатар и евентуалното користење на било какви лекови или помошни лековити средства треба да е пак во консултација со педијатар. Препорачувате да се направи бриз во ваков случај? Бриз, да. Брисевите се едина мана кај брисевите е, ако смеам така да кажам, мана, што велиме стандардни брисеви кога се прават, тоа е што со стандардните брисеви ловиме по принцип бактерии, а не и вируси. Меѓутоа, нели медицината има и свој напредок. Има денеска нови тестови со кои што може да се уловат и да се докажат исто така и вирусни инфекции, а не само бактериски инфекции. И тие тестови се доста добри, брзи, ефикасни и даваат одлични резултати. Така да, брисевите доваѓаат во предвид. Имате, например, така наречен брз стреп тест, брз тест за стрептокок. Често пати е он релативно добар тест, затоа што брзо може да се детектира дали детето има стрептокок на ангина или воспаление на грлото и болката во грлото доаѓа од стрептокок или не, но и покрај тоа што е декларирано дека е високо специфичен и сензитивен, сепак се случува ситуација да стреп се тестот пропушти, да биде негативен, а на самиот бриз да се појави позитивен. Тоа се тестови кои што се слични на оние брзи тестови за ковид. Па да, тоа е слично. Со стапче се зема од грлото. Можат, значи, понекогаш родителите и тоа да го направат во домашни услови? Ние, например, во болницата, кај што ја работам во Систина, ги правиме тука брзо на лицу места се прават, мислам, одма може да се диференцира. И е корисно, објективно е корисно за брза ориентација и за брзо решавање што треба понатаму. Бидејќи грлото може да биде црвено, како што споменавте, и поради вирусна инфекција, и поради бактериска. Може ли има бели наслаги, а да не се работи за бактерија? Може има инфекции вирусни, например мононуклеоза, инфекција во која што може да има обилни наслаги, личат како гнојни наслаги и се слични на инфекција која што е, да речеме, стрептококна. Така да во такви ситуации сега доаѓаат нели сите оние податоци што ги взимаме од семејството, на што велиме анамнеза, каква била ситуацијата, како се развивало, дали има некои други симптоми од кај мононуклеозата, имаме разлика во крвната слика, разлика во развојот на самите симптоми, да кажам, во однос на стрептококната инфекција, секој случај. Доколку се утврди дека детето има вирусна инфекција, пожелно ли е да се даде антибиотик за тоа да биде покриено, за да не се влоши состојбата, особено кога болката во грлото е интензивно јака, па почува да подкашлува? На ова прашање би сакал да ви одговорам многу децидно, значи апсолутно не смее да се даде. Но, за да го дадам комплетно одговорот, морам да ви напоменам една работа, дека, значи, што е многу интересно кога се антибиотиците во прашање. Од случајното откритие на Флеминг 1928 на пеницилинот до првата примена на пеницилинот се поминати 13 години. Прв пат е даден пеницилинот кај еден амерички војник кој што имал стрептококна сепса и спасен. Во населението, значи во Втората световна војна, пеницилинот се користел само кај војската, значи каде што имало повреди кои што правел, сами такви инфекции кои што иделе со сепси, со менингити, тешки инфекции. Меѓутоа, што е интересно, после завршување на Втората светска војна, во тој период, зборам негде од 45-та до негде 60-та година, нашите стари педиатри, нашите стари колеги, подоста од нив сега веќе и не се меѓу живите, може да се видат нивните трудови, ги има, објавени се, и кај нас во Македонија и во цел свет, нели, се лекувале најтешките инфекции со минимални дози на антибиотици. Сега, нашата злоупотреба, јас ке речем нашата заедничка и наша као лекари и на нашите пациенти, користење на антибиотик кај вирусни инфекции, вакви, значи не доведе во ситуација после сите овие години да ние зборуваме за огромна отпорност и резистентност на одредени бактерии кон антибиотиците. Ние денеска, ако порано се лечеле менингитите со 200-250 илјади единици пеницилин, сега и 250 милиона да дадете може да нема да има ефект. Ова фигуративно го кажувам во дозите, затоа што
бесомучната злоупотреба на антибиотиците за жал не доведе во ситуација сега да ние имаме микроорганизми, бактерии пред се, кои што се отпорни малтене на скоро сите антибиотици. Така да топло им советувам на родителите, нормално и на сите колеги кои што работат, а знам дека тоа инсистираат на тоа сите, да не се даваат антибиотици кога имаме јасна и чиста вирусна инфекција. Значи, давање на антибиотик кај грип нема никаков смисол. Давање на антибиотик кај сипаници, например, исто така нема никаков смисол, затоа што се работи за инфекција која е класично вирусна инфекција. Антибиотикот, најстрашното од се, да го комплетирам малку одговорот, е што ние фактички едно од најголемите откритија во медицината, едно од трите најголеми откритија антибиотиците, му ја смаливме вредноста со злоупотреба. Значи, превентивно давање на антибиотик не постои. За да не му се деси. Тоа не постои. Антибиотиците порано, пеницилинот, например. Значи нема да спречат антибиотиците бактериска компликација, ако се дадат пред време? Ако се појави бактериска компликација, тогаш се дава. Но не пред време. И не може пред време да спречи такво нешто. Нема. Порано се користеше баш, нас ни останат стравот од стрептококните инфекции, заради појава на одредени болести кои што беа многу незгодни, например реуматска треска, која може да се појави после инфекција со стрептокок. Или, например, акутен гломерулонефрит, можда оној пострептококов што го велиме, и порано се користеа, да речеме, пеницилински препарати во подолго време во лекување на таков тип, да кажем, на инфекции. Меѓутоа, превентивно антибиотици нема апсолутно никаква логика да се даде. Затоа што антибиотикот доаѓа од старогрчките зборови антибиос, значи против живот. Антибиотикот, кога ќе се напиете антибиотик, он убива бактерии. Ама ги убива и добрите бактерии. Особено кога е внесен преку уста и парентерално, кога се дава и венски, например, или мускулно. Меѓутоа, даден преку уста како таблета, сируп, капсула и било како, он ги убива и добрите бактерии во цревот. Нашата микрофлора, кои што се одговорни за имунитетот, за тој ќе продискутираме малку подолу во емисијата. Јас се би сакала да ве запрашам и за бактериите што се наоѓаат во носот. Има ли логика да се прави брис од нос? И во кој случај? Брисевите, се враќаме пак на она што пред малку го рековме. Значи, прво што мора да се знае дека устната шуплина кај дете и носот се објективно едни од најпрљавите делови на телото на една индивидуа, на едно дете. Дека во устната шуплина кај едно дете има повеќе микроорганизми отколку во нормални околности зборам, не болно дете, има повеќе микроорганизми отколку што има жители на планетава Земја. Значи, полна е устната шуплина и носот со бактерии. Значи, кога ќе добијат на бриз дека не е изолирана патогена бактерија, не значи дека е стерилна средината во устната празина. Не е стерилна, апсолутно. Туку дека не се изолирани патогени, а тие воопшто не се бараат. Всушност, например, не е изолиран хемофилус, например, или да речеме стрептокок или стафилокок, некој од тие бактерии, која што може да предизвика одредена инфекција. Меѓутоа, апсолутно, ниту носот, ниту устната шуплина не се стерилни. И управо заради тоа, бидејќи тука стојат огромен број на микроорганизми кои што живеат во една симбиоза. И таа симбиоза го дава здравието на устната шуплина и на носот. Автоматски носот, кој ќе кажеме, тука е веќе и грлото, нели, и устната шуплина, синусите. Така да, таа симбиоза ние треба да ја очуваме. Симбиозата во телото е многу интересна на самите микроорганизми и најчесто она сама не брани од патогените микроорганизми. Сега, некогаш кој ќе преовлада тој патоген микроорганизам, да речеме стрептокок, тогаш ќе се развие болест, например, дали ќе бидат синузит, или ќе биде воспаление на грло или било што горните дишки. Но што ако таква бактерија се најде во носот, а детето има мрсулчиња, понекогаш и зелени? Значи ли дека бактеријата е одговорна за тој проблем? Може да значи, да, не е спорно. Не е спорно.
може да значи дека е одговорна самата бактерија. Да, апсолутно. Значи може да значи, но тоа не значи дека треба да се дадат веднаш антибиотици. А па уште помалку локални антибиотици. Тоа ми беше прашањето. Дали ќе треба да се даде локален антибиотик за да се елиминира бактеријата што е изолирана во брисот. Понекогаш и кога само на детето му тече интензивно носот, има зелени мрсулчиња, се препишуваат локални антибиотици за да се реши проблемот. Не, тоа е апсолутно погрешно. Значи локално ставање на, значи видите зошто. Одговорот е, ќе речем, релативно едноставен. Во целата медицина во светот се појави пред 10 на 15 години колку има еден спреј кој што беше антибиотски спреј со кој што можеше да се прска во нос и во устната шуплина. Но многу брзо се тргна од производство затоа што се виде дека прави поголема штета отколку што прави добро. Затоа што прскањето со тие локални, значи зборам за класичен антибиотик спремен за прскање во нос или во устната шуплина. Антибиотик. Се покаже дека он уништувајќи ја флората, нормалната флора, фактички доведува до прогресија на одредени други инфекции кои што може да се појават покасно од патогени микроорганизми, а тие стануваат се поотпорни. И тоа престана да се користи во светот. Овие други капки што ги има разни, нели, антибиотски капки, масти, тоа се лекови, тоа се антибиотски лекови кои што се наменети за друга функција. Значи, постојат антибиотски капки кои што се користат за воспаление на око. Или масти, или уво, да. Или масти кои што се користат за воспаление на око. Значи, за конјуктивит кој што е предизвикан од бактерија. Но не и за нос и за ушна шуплина. Сега тука, искрено, тука и ние, како, ќе кажам, како медицинска фела, знаеме некогаш да дадеме, нели, да се даде, одредени колеги даваат капките, не е спорно. Меѓутоа, сите тие се направени, фармацеутски се направени, ќе видите во упатството, имате маст која што е за воспаление на око. Имате капки кои што се за воспаление на уво. Не се наменети за воспаление на нос или на грло. Дури, што е многу интересно, имаше една многу добра скандинавска студија која што беше направена пред 3-4 години на повеќе од 20.000 деца кои што примале капки, локални, антибиотски, и група на деца која што не примале. Значи, се вкупно целата студија ке 20.000 деца се покаже дека прво нема никаков ефект посебен, второ, значи локалното ставање, и второ, се ствараат многу резистентни микроорганизми, многу резистентни, и едноставно подолго време веќе и во скандинавските земји тоа, сега да кажем, не е забрането користење на локални антибиотици, едноставно не се користи. Исфрленото употреба. Да. А зошто се случува еве да се изолира, на пример, во носот некоја патогена бактерија, потоа детето прима антибиотска терапија која што одговара на антибиограмот. Добро. И откако ќе се ја испие терапијата, по известно време се прави бриз, повторно е присутна истата бактерија. Апсолутно, може да е. Значи, да, дали та нормално бактерија живее веќе таму? Па да. Знаете како, морам да ви кажам, значи ние не треба со антибиотици да лекуваме резултати. Со антибиотици се лекуваат пациенти. Болест. Болест. Значи, ние имаме дечиња кои што одат во градинка, ќе им направите бриз, ќе се појави стафилокок во нос, а нема никакви симптоми. Значи, тука давање на антибиотик нема никаква логика. Значи, таа практика градинките треба да ја надминат, да апелираме. Не се само, извинете што ве прекинав, не се само градинките. Стафилококот може да го има, стафилококот живее на рацете највише, на кожата. Може мајката да го пренесе, таткото, значи може дома да се пренесе. Од друга страна, градинката ја спомнавме затоа што при упис ги бараат тие документи. Да, знам дека ги бараат, апсолутно. Знам. Значи позитивен бриз, еве хемофилус на пример. Без симптоми, нема зашто да се даваат антибиотици. Но кога ќе видиме хемофилус. Па добро, да. Професоре, ќе се извадиме од памет, нели? Да, ама ако има симптоми, но ако нема симптоми, значи ништо. Ништо. Значи нема потреба. Знаете како имунолошкиот систем, децата, значи тоа мора да го имаме во предвид.
Децата, имунолошкиот систем на децата зрее во првите 5-6 години. Они имаат децата имаат одличен одговор на тој вроден имунитет или неспецифичен имунитет. Имаат послаб специфичен имунитет и ние тоа во сите книги ќе го видите на крајот на денот. Дозволено е децата кои што идат во предшколски установи, деца што се во школа да имаат и по 10 инфекции во тек на една година. Дозволено е. Во принцип, ако дојдеме у ситуација да тоа едно дете, например, нема ниту една инфекција, не зрее теха еден дел од имунолошкиот систем, тогаш може да се појават алергии. Значи, тоа е една ситуација која се, например, друга страна, која збориме за скандинавските земји, таму немаат дечињата толку инфекции, меѓутоа имаат повеќе алергии. Кај нас, за жал, родителите се најмногу уплашени од инфекциите. И верувајте, нема потреба, ако е детете клинички добро, клинички стабилно, нема температура, нема никакви секреции, не кашла, а има позитивен бриз од нос, нема зашто да му се дава антибиотик. Ќе ги поканеме гледачите да се вклучат од овој момент во денешната емисија, во денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Доктор Александар Сајковски, педијатар во Аџибадем Систина, е гостин во студиото на Телма, кој ќе даде појаснување на бројните наши дилеми, но секако и на вашите прашања, почитувани. Докторе, уште едно прашање имам поврзано со примината на антибиотик и разните бактериски вирусни инфекции што се војат кај децата. Што доколку детето има висока температура, се качи над 40 степени, а резултатите покажуваат дека не се работи за бактериска инфекција, се работи за вирус. Дали во тој случај би било пожелно да се даде антибиотик за да не дојде до компликација? Значи, еве, оваа зима беше баш таква. Ве прашам, бидејќи децата гореа по температура оваа зима висока. баш беше таква. И тука имаше бројни дилеми. Инфлуенцата што беше, значи грипот што беше оваа зима, беше пратен најчесто со многу високи температури, ова како што кажувате 40-41 дури, и по 5 дена децата горе, едноставно горе од температура. Меѓутоа, кога ни е повторно таква висока температурата, да, тогаш можеме да користиме средства или лекови, антипиретици или да речеме туширање или ладење, разладување или за симење на температурата, но не мора да биде толку бурно и драматично да се симне негде на 38,5. Значи, кога имаме чиста вирусна инфекција, како што беше сега со грипот, пак ќе речем, нели, со инфлуенцата, повторно давање на антибиотик нема логика и нема потреба, затоа што нема да делува на вирусот. Ако се јави секундарна инфекција бактериска, ако се појави, тогаш, да, треба да се даде антибиотик. Меѓутоа, објективно, секундарните инфекции не се толку чести за да децата мора да се ставаат на антибиотик. Превентивно антибиотик нема потреба да се даде, за да не добие некаква бактериска инфекција. Колку долго обично траат вирусните инфекции? Како викаат народно кажано, 7 дена со лекови, една недела без лекови. Ова беше малку шега, меѓутоа реално, значи кај децата вирусните инфекции, особено инфлуенцата, знае да трае некаде 5-6 дена, но и тоа зависи малку од промптноста на имунолошкиот одговор на детето. Има дечиња каде што за 2 дена све се смирува. Така да, сепак, секој дете е приказна за себе. А што може да се даде во моменти кога детето има изразени симптоми на горно-респираторна инфекција, која што е со вирусна природа? Има ли нешто што може да помогне побрзо да заврши денеска болест? Има некои лекови кои што се користат како антивирусни лекови, да кажеме, ако има потреба да се дадат, одредено антивирусно дејство, ако е чист вирус. Но по принцип нема потреба од користење на било какви, чак и на мултивитамински препарати, да речеме, нема потреба да се даваат, да се форсираат. Битна е контрола на температурата, нели, да не отиде така екстремно висока 40-41, нели, хидрација, значи течности треба да се внесат и режим на исхрана во кој што има природни витамини.
Кога ќе кажеме природни витамини, се мисли на овошје и зеленчук, кои што се не многу, особено зеленчук, не претерано термички обработен, затоа што знаете дека С витаминот, на пример, се распаѓа на 52 степени. Така да, од тој аспект сакам да кажам, нема потреба од форсирање. Меѓутоа, ако се јави веќе сега бактеријска инфекција, ако е ангина, ако е стрептококна инфекција, тогаш апсолутно треба да се даде антибиотска терапија. Значи, во тој случај е неопходна? Апсолутно. И како се прима кога е неопходна антибиотската терапија? Дали мора да се пие 7 дена или пак 14 дена, колку што е наведено во упатството, или пак сега, бидејќи можеме прочитаме и некои други протоколи, веднаш штом се смират симптомите, може ли да се повлече антибиотикот? Да, особено е добро да речеме, ако имаме потврда дека се работи за бактеријска инфекција, со брисевите, овие, да речеме, нели, сега, што би рекле, не со брзите, али побрзите од стандардните брисеви, да кажеме, каде што може веќе четвртиот, петиот ден да се покаже дека таа ангина е веќе смирена, значи нема гнојни налепи, многу зависи пак, велам, од дете до дете, оти ако има симптоми и да нема температура, уште е грлото црвено, уште има гнојни налепи, тоа треба да се дава и да се користи 7 до 10 дена сигурно, зборам како антибиотик. Изборот на антибиотикот зависи од типот на инфекцијата и од причинителот кој што се јавува, но и од возраста, затоа што знаете дека поголем број на антибиотици кај децата не се даваат. Има доста антибиотици кои што се само за возрастни, а помал е бројот на антибиотици за кај деца. Едно често поставуваните прашање кај родителите е како да се даде антибиотик кај мало бебе, кај бебе што не сака да го испие, што го исплука дел од антибиотикот или пак го поврати? Во случај на повраќање, да речеме, ако го поврати унутар пола саат од давање, може да го повторат. После половина час веќе нема потреба, затоа што е поминат. Но кога сме кај бебе, значи сепак, зборам особено во првите 6 месеци, треба многу внимателно, затоа што таму температурата е веќе аларм да дојдат на преглед. Значи во првите 6 месеци тоа не се чека воопшто, веднаш се оди на педијатар. Збориме за покачена телесна температура, во првите 6 месеци е значаен аларм. И тоа треба да се прегледа, да се види и да се установи од каде доаѓа инфекцијата. Сега, кога сме кај температурите, не е само воспалението на грло. Значи, востановена пракса во амбулантите педијатриски е во првите 3-4 години од животот на детето, да при случај на покачување на телесна температура, кога веќе треба да се направи лабораторија, грлото е релативно мирно, значи нема некои видливи симптоми, нема некои посебно видливи симптоми, да се провери мокреч, да не се крие некоја уринарна инфекција, затоа што уринарна инфекција која што е без температура е обично долна, како цистит, нели така да кажеме. А ако веќе има температура, тоа значи дека инфекцијата иде према бубрек и таа ја викаме пиелонефрит. Тогаш треба апсолутно да се даде антибиотик. Веднаш, што побрзо. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинот. Би сакала да имам едно прашање до докторот. Станува збор за 3 месечно бебенце. Кога имавме 12 дена, завршивме во болница со вирус РСВ. После тоа, кога се вративме дома, детенцето постојано има некој секрет кој е чист и бел во носето, кој постојано го извлекуваме со аспиратор, помпици. Меѓутоа, се случува додека доиме, во текот на доењето да поврати шлајмче или после доењето кога го кревам за да ждригни, исто да поврати шлајм. Тоа се случува, значи, како се вративме од болница, постојано, скоро 2 месеци. Дали е во ред да повраќа така шлајм детето? Меѓутоа, за да поврати шлајм, јас постојано го тапкам. Доктор, да немате подпрашање, само нека? Да, извинете, докторе, само уште сакав да кажам дека имаме одлична крвна слика и проверени се брисеви, се е во ред. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, поверете, докторе. Ако ги пративте медиумите оваа зима, и во околните земји, особено во Хрватска, имаше доста случаи на дечиња со РСВ инфекција, имаше и кај нас, објективно и кај нас. Значи, не беа сите дечиња болни со грип, респираторен синцитиелен вирус. Тоа е вирус, така се вика, респираторен синцитиелен вирус. Тој вирус е малце, ке речем, незгоден.
Затоа што тој вирус може да даде баш ваква слика, во која што, мислам, баш гледачката што се јави релативно типична слика на вирус кој што трае, прави секрет, нели, во белодробието и тој треба на некој начин да се елиминира. Непогодност е што, значи, бронхиолити, односно воспаление на најмалите дишни патишта, обично тоа го прави респираторниот синцитиелен вирус и може да се случи да таа секреција, па и кашлица, трае 2, 3, па некогаш и 6 месеци. Значи, тој е вирус кој што е релативно споро се елиминира од телото. Ова што го кажа гледачката, тоа е во принцип е добро. Значи, од една друга страна, од еден друг аспект зборено, без оглед, значи, секретот што го прави детето многу голтано, не знае, ни едно дете не знае да го исплюка секретот, нели? Го голта и после или го исфрла со столица, или ќе го поврати. Ова е сосема очекувано и наш главен проблем, да речеме, возрастната категорија 3 месеци, ние немаме многу избор на лекови кои што можеме да даваме во тој дел, освен инхалации, да кажем, за да се разводни секретот, нели, и тапкање, например, ова што го прави мајката, нели, за да се исфрли секретот. Така, значи, да не се секира, ова е дел од ова е дел од сликата на болеста. РСВ-то е особено значајно опасен за деца кои што се предвремено родени. И деца кои што се прематуруси, кои што се родени пред време, затоа што кај нив може да биде многу опасен како вирус, препорачуваме да примат така наречена вакцина, РСВ вакцина, која што ќе го заштити детето во зимските месеци од развој, обично во зимските месеци се јавува РСВ, ќе го заштити од таа инфекција која за нив, за децата што се предвремено родени, може да биде многу опасна. Докторе, кога на децата им тече носето, се случува тие да почнат да кашлаат. Дали значи дека инфекцијата се спуштила на белите дробови, кога ќе се јави кашлица? Да, кашлицата, тоа е веројатно, можем слободно да ви кажем, веројатно втора главна причина заради која доаѓаат родителите во амбулантите педиатриски. Значи, прво е генерална температура, како симптом зборам, а втора е веројатно кашлица. Меѓутоа, една работа која би сакал навистина да се разбере, да ја разберат гледачите релативно и на тој начин едноставно кажана. Кашлицата е одбранбен механизам. Како симптом, таа е класичен одбранбен механизам. Механизам во кој што треба секретот кој што е створен во дишните патишта да се исфрли, да не остане во самите дишни патишта. Оти останат доле во дишните патишта, он може да предизвика, значи на него може да се налепи дополнително вируси или бактерии и да направи инфекција на долните дишни патишта, значи пнеумонија, да речеме, нели, запалење плучи. Меѓутоа, кога збориме за вирусните инфекции, имунитетот работи на многу еден едноставен и многу, мислам вака кажано, тоа е еден комплексен систем кој не брани нас. Меѓутоа, вирусите се микроорганизми кои влагаат во клетките на дишните патишта. За разлика од бактериите кои живеат надвор од клетките. И они ствараат секрет. Во клетките кои ќе влезат вирусите, телото цело време, како еден скенер, ги анализира клетките сите. Тоа нон-стоп се прави во телото. Кога ќе препознае на имунитетот на детето, дека некоја клетка не е негова, има вирус во неа, тука станува аларм за имунитетот и имунитетот ја уништува цела клетка. Ама тоа се повеќе милиони клетки, не е една. Нели, бидејќи има многу вируси во дишните патишта. И сега тука ќе дојде до некој воспалување, претпоставам. Точно, да. Па тоа сакам да кажам. Значи, во таква ситуација, значи, системот на имунитетот е боле даде прст него рака или глава и автоматски настанува уништување на тие клетки кои што се заразени со вирус. Меѓутоа, тука, на тоа место кај што ќе отпаднат тие клетки, се почнува да се ствара секрет, почнува процес на регенерација и формирање на нови клетки, пошто секојдневно имаме обнова на клетките во телото, така. И во тоа стварање на секрет, кој што се јавува во дишните патишта, една од манифестациите е кашлица.
Јасно дека кашлицата, тоа е кај деца кои што имаат инфекции. Сега, ние имаме кашлици кај деца, например, кои што имаат астма, каде што имаме алергиска основа. Меѓутоа, генезата таму е малце подругојачија, значи, нели, воспалителен процес со секрет заради стегање на дишни патишта од алергиска природа. И таму, исто така, ако нема бактериска инфекција, давањето на антибиотици нема логика. Значи, повторно треба да му овозможиме на тој секрет телото да го исфрли колку може во повисоките парти, да го искашла и после тоа обично малите деца, бидејќи не знаат да испљукаат, да кажеме, нели, они го голтаат и после го елиминираат или со повраќање или со столица. Уште еден гледач имаме, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден за гледачот. Ве слушаме, повелете. Вака, јас сум мајка на 5-годишно дете. Така. Моментално имаме гнојна ангина. Од петок сме со температура, во почеток имаше на 4 сата, на 6 сата, до 39 со 5 качуваше со антипиретици. Вчера бевме на педијатар и ни припиша Оспен. Само што ова се случува веќе многу често. Во јануари имавме исто со Оспен на 10 јануари и февруари, 5 февруари пак бевме со Оспен. Со педијатрка да разговаравме да ни даде Оспен да пиеме 3 месеца по 10 дена или пак 2 месеца секој ден на 24 часа. Дали е тоа оправдано или така. Дали да се практикува нешто вакво? Ви благодарам. Често ми се случува. Се повторува. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Значи, ангина е бактерија. Треба да се даде антибиотик. Значи, ова што го спомна гледачката, неспорно е, кога имаме ангина, каде што инфекцијата е јасно бактериска, најчесто е стрептококу прашање, значи тогаш треба да се бие едноставно инфекцијата со антибиотик. Ако се повторуваат инфекциите, бидејќи детенцето е 5 години, неговиот имунитет е некаде околу 45-50% од прилike од оној имунитетот на возрастните, на нас возрастните, тоа треба да се внимава да се процени дали има одреден дисбаланс во имунитетот, да кажеме, и во тој дел може да не е лоша една консултација имунолошка да се направи, да се види дали е дисбаланс, не дека детето има некаков дефицит имунолошки, оти би имало инфекции и порано, не е само сега. Меѓутоа, факт е дека оваа зима, пак е напоменам, имаше доста инфекции кои што се повторуваат. Употребата на вториот дел од прашањето, употребата на долготрајната употреба на антибиотици доаѓа во предвид ако е тоа, особено ако е тоа бета-хемолитичен стрептокок, значи затоа сега тука е потребен бриз, потребен да се види кој стрептокок е, да се види каков е, оти тој бета-хемолитичниот што го велиме, е стрептокок кој што може да даде реуматска треска, например. И тука треба да се лекува. Нели? И тука лекувањето, например, со антибиотик, овака како што прима детенцето, треба да е барем 14 дена. Нели? Зборам за да се сузби. И треба да се прават контроли дали е ерадициран, дали е уништен стрептококот. Тој бета-хемолитичниот стрептокок. Бидејќи може да и понатаму да перзистира. Па да, мислам, најчесто се уништува со тој стрептокок, најчесто се уништува но има и поинакви. Да, меѓутоа треба да сме сигурни дека е исчистен за да ја прекинеме антибиотската. Значи вие советувате да се направи бриз, да се утврди точно која бактерија е во прашање и консултација со имунолог. Ако има потреба, ако се толку чести инфекции. А што може да се направи за да се подобри детскиот имунитет? Еве, вие споменавте дека имаме во нашето тело бројни бактерии. Има ли некои пробиотици што може да помогнат? Апсолутно. Или пак некои природни препарати. Знаете, мед да речеме, прополис. Да, знаете како, ние долго време мислевме, знаете, имунитетот е еден многу комплексен систем на клетки, молекули, разни, нели, кои што нас наједноставно кажано не препознава себе од не себе. Значи све што е за нас страно по нашата генетика на секоја индивидуа, имунитетот треба да го отстрани. Тоа подразбира и вируси, бактерии, гливици, токсични материи, исто така.
секојдневни изумрени клетки, малигни клетки кои што секој ден се создаваат, тоа све имунитетот го чисти. Ние долго време мислевме дека имунитетот го контролира целиот систем на телото, вклучително и микроорганизмите. Последниве 10 години излегува еден куп многу трудови, особено од Харвард, од Стенфорд, од скандинавските земји, каде што се покажа дека уствари нашиот микробиом го контролира нашиот имунитет. Бактериите, микроорганизмите што живеат. Нашите и вирусите, така. Да, тука се подразбира и вируси, и бактерии, па и некои други микроорганизми. Тоа значи дека што помалку треба да интервенираме во нашиот микробиом. Значи, тој треба да се одржува и да се негува. Токму затоа треба се внимава кога се употребуваат антибиотиците, се весела ќе заокружиме, да бидеме внимателни само кога е неопходно. Само кога е неопходно. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите убави, јасни појаснувања, како и обично. Една прекрасна емисија со многу совети кои што може се применуваат, практикуваат секојдневно. Благодарам и на вас. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија, денешниот магазин за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Имајте пријатен ден.